18 март. Значи, пред 10 дена, почто на 8 март, јас наполнив 20 години од како сум крстен. 20 годиштина. Машала. И си реков, еве, прилика, мислев мината сабота, меѓутоа знаете како беше мината сабота, заради моето отсуство, си реков, возгодна прилика да проговорам малку во врска со ова моја годиштина и да ве навратам и вас и јас да се навратам малку во минатото на овие 20 години, па ако не ги малку порано, или да, со други зборови, да направи една ретроспектива на мојот нов живот, духовен живот, да кажеме така. Нормално, тоа ќе биде зачинето и со Библија. Не може да не биде всушност, кога станува збор за еден духовен, значи нов живот, како што кажав. Значи, 20 години, во септември полнам 45 години, што значи дека скоро половина, не се уште, кога ќе наполнам 50, тоа ќе бидат баш половина од мојот живот адвентист. Адвентист, а дали сум ист или малку поинаков, тоа е прашање. Прашање до секој нас. Значи, 20 години е голем период. Иако, ако се сеќавате кога зборувавме за Мојсей, па и утринските стихови оваа недела, и се дел од нив, може би сите, не знам, за Мојсей, на него му требале 40 години, за да се оспособи за Божијата служба. Значи, навистина, сепак 20 години е долг период. И човек, ако погледне наназад, треба да види нешто, некоја промена. Еве да ја прашам, кој од вас овде е подолго од 20 години во црква? Значи, јас сум од помладите, така ќе испадне. Скоро сите вие сте повеќе од 20 години, со исклучок туди на неколку. 97 година, 8 март, беше моето крштевање во Куманово. Брат Винко ме крштеваше. Значи, во Кумановската црква, се сеќавам таму на долниот спрат. Има базент, верувам дека се уште е. Но не започна се тогаш, туку започна 91. Сум ви кажувал, значи, како во таа воена 91, кога започна војната во бивша Југославија, ете така сакал Господ, да ја отворам, кој знае по кој пат, таа фиолка дома и да го видам тој нов завет, кој знае по кој пат, ама тогаш некоја сила, верувам Духот Свети, нормално, ме натера да го отворам, да почнам да читам. И ме освои, можам да кажам, уште од самиот почеток. Бог. И да скратам, не би сакал да должам многу, некои од деловите веќе ги знаете, ви е познато, сум кажувал понекојаш. Од 91 до 97 Господ водеше борба за мене. Битка за мојата душа. Од 91 до 97. Тоа беше период кога и како, ако можев да ги видам со своји очи, значи, ангелите каква борба водале за мене, навистина тоа е. Самот Елен Вајд вели, за секоја душа се води огромна битка. Затоа што на секој од нас му е драгоцен на Господа. Тој сака сите да бидеме спасени. 94-та би ја означил како клучна. Значи, јас уште 91-та почнав да читам и ги поминав и оние 2 курса тогашни. Не знам сега дали постојат 2, мислам дека е еден. Да, ја ги завршив и 2-та. Толку што бев гладен, значи, толку што ме освои Божјата реч. Но, под притисок на околностите, па знаете, нововерец, прв, единствен во Свети Николе,
и така натаму, да не должам, па војска, воен рок и така натаму. И доаѓа 94-та година, кога во ноември ќе почине мојата мајка. И тоа е клучниот момент, значи да јас се навратам сега, да го побарам повторно Господа. Значи тој период беше борба, страшна борба. Ништо од она што го прочитав не се избрише од мојот ум, ама знаете, светот, животот, притисоците и така натаму. 94-та, на 63 години возраст, почина мојата мајка Стојанка, за која што јас, кој знае колку пати сум ви кажал и ќе кажем и во оваа прилика, таа беше мојата Јохаведа, односно мојата Марија, да кажем така. Значи, она која што ми го втисна она основно верување и колку што знаеше толку, меѓутоа, моралот ми го даде таа, Господ преку неа всушност. И јас сум благодарен на Господа што беше моја мајка и што ме поучуваше во детството, значи во тие први години, и тоа остана, како што кај Мојсија тие 12 години останаа неизбришливи, знаете, доека беше во домот на својата мајка. И доен, и хранет, и воспитуван, така и кај мене. Слава на Господа. И се случува, значи, 97 година, крштевањето. И веднаш, кратко после тоа, 98 година, октомври, средив документи, одговорот беше позитивен и јас решавам да тргнам за Шведска на школување. Значи, едноставно, уште тогаш го почувствував повикот од Господа. Веднаш, една година и пол, да кажам, откако сум се крстил. Иако наидов на силни противења од браќа, сестри, од раководството на црквата, дека, наводно, откако и тие самите не знаеа на почеток, наводно, откако открија дека тоа е некоја независна школа, која што не е под водство и контрола на генерална, рекоа, подобро да не идеш. Но јас не зажалив и ќе кажам, таа 98, значи од октомври 98 до октомври 99, доека бев во Шведска, е една од моите најблагословени години. Тоа беше една, како да бев во една од тие пророчки школи, за кои што ја почнавме баш и вчера да читаме од воспитување книгата. Неверојатни благослови. Неверојатна основа, да кажам, на она што го добив од мајка ми, да се надоградам во дознавањето на вистината и практично, во практична смисла, не само теоретски. Заврши таа година таму, некаде во 2000 март, уште еднаш појдов во Шведска со желба да учествувам, така ми беше пренесено, така беше и планот да ќе требаше да дојде некој професор од Канада, кој што ќе не поучуваше во тоа како да се прави куќе од дрва. Значи, оние брвнари, така наречени. Сте виделе. И тоа, ја бев заинтересиран тогаш и појдов на 2-3 месеци, значи да го следам тој час, меѓутоа се измени нешто, па човекот не можеше да дојде и така да место тој час, јас уште еднаш, по втор пат во мојот живот, ја слушав Маргарет Дейвис со незините предавања за оправдување со вера, и тоа не било случајно, веројатно. Сето тоа беше по Божи план. И не само тоа, туку за време на тие 3 месеци доека втор пат отидов во Шведска, јас работев на проектот на оние 2 трактата, кои што подосно беа отпечатени со Божја помош во Америка, донесени овде и делени, верувам, еден од проектите кои што можеби неповторен во Македонија, затоа што 500.000 трактати беа поделени малтене во секој семејство во Македонија. Со Божја помош сето тоа. Меѓутоа, баш тие трактати ми донесува потоа нови неволи, иако бев за цело време, како се вратив од Шведска, под лупа. Значи, секој мој покрет, секој моје движење се следеше.
И слава на Бога, мислам, јас не се жалам, сето ова се благослови. Значи, ако вистински ги сватиме благословите, во вистински смисла на зборот, што е благослов? Благослов не е само нешто убаво, мислам, ете, не знам, ќе завршиш факултет или не знам. И тоа е благослов, на некој начин. И тоа вистинските благослови се благослови. Оние работи кои што се добри за изградбата на вашиот карактер, тоа е најглавното. Барем јас така ги гледам работите. Благослов е она кој што ќе ве доближи до Христа и така натаму. И што се случува? Се случува еден мој кикс, еден мој погрешен избор и неволи, кон тоа и трактатите. Значи, тоа беше така некако заедно се случи тамо 2002, после војната 2001, 2002, и јас се најдов 2-3 години во изолација на некој начин. Меѓутоа, овие 2-3 години, пак ќе кажам, едни од моите најблагословени години. Затоа што тогаш, како што самата Елен Вајд кажува, кога беше протерана во Австралија, значи, може тоа се спомна за време на пауката, она исто како пророк, во нејзино време, исто така не беше омилена. Сите пророци ги гонеа, сите пророци, вистински пророци беа неумилени среде Божиот народ, затоа што секојаш повеќето се тврдоглави и не слушаат. И таа беше протерана и вели во Австралија, кога е било најтешко и здравствената состојба била тешка, најблиска била до Бога. Самата таа сведочи така и баш од тамо од Австралија произлегува и Копнежот на вековите, една од најубавите книги нејзини. И токму во овој период на моја изолација, јас не знам колку пати ја поминав Копнежот на вековите. Таа ми е едно од најомилените, покрај патот кон Христа. И нормално голема тампа. И чинам дека највеќе го запознав Христа преку таа книга и преку целата таа ситуација во која што се најдов. Да скратам. Во тој исти период Господ ме подигна со тоа што ми најде екипа, 1, 2, 3 бевме вкупно, да година и пол се делат тие трактати по Скопје. Значи, година и пол траеше тој проект по 2-3 дена неделно. Јас од Свети Николе товарав по 6 пакети и ги носев тука заедно со братата нас и брат Зоран Милошевски. Ги делевме по Скопје и тоа мене ме издигна, да ви кажам, од тој кризен период. И сега доаѓа 2005, кога како гром од ведро небо, доаѓа повик да јас дојдам да служам тука. Чи пазите, јас во Шведска и никојаш не сум завршил за проповедник, ниту пак сум имал некоја желба да бидам тоа. Меѓутоа, така биле Божите патишта. И започнува тој период од 2005, денеска март 2017, значи на 1 март се сеќавам дека дојдов овде, првиот ден беше 1 март, па Миле ме донесе. 12 години. Значи, од тие 12 во оваа служба, и пак ќе кажам, и ова беше благословено време. И пак под благослов, знае, ви кажав пред малку што подразбираме, не дека се беше подмачкано сите овие 20 години. Меѓутоа, се е на благослов. Се што Господ дозволил да ви се случи во животот, се е за ваш благослов, ако така го сватите и прифатите. Затоа што на крајот на криштата Господ сака да не спаси. Ова тука не е само еден минлив живот, каде што ние треба да се изградиме, да го запознаеме Господа, да го прифатиме и да се припремиме за вечното царство, за вечност. Тука негде на почетокот на овој период и во мојот живот влегува и Снеже. И јас исто така сум благодарен на Господа за благословите што ги имаме заедно во нашиот заеднички живот, во нашата изградба. И од прилика тоа е тоа, пак ќе кажам, овој 20 годишен период, ако го погледнам и ако кажам, се беше совршено, се беше супер, напредувам, нема што. Не. Во 2 збора може да кажам, падни, стани.
Тоа е животот. Падни, стани. Меѓутоа, битно е да кога ќе паднеш, не останеш, туку да станеш. Битно е да барем си некој степен повеќе, подуховен и, како да кажам, од тоа вчера што си бил. Да си поблиску, затоа што знаете што? Во Библијата, ево, отвараме во Римјаните 6 глава 4 стих. Римјаните 6:4. Често пати се среќа овој израз. 6:4 Римјаните. И така преку крштавањето во смртта погребани сме заедно со Него, така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. Јас почнав да одам, значи таа 97-ма, иако може да кажам и порано малку, меѓутоа еве 97-ма. И самиот стих алудира на крштевање, па да го земеме тој датум, 8 март 97. Што подразбира под овој израз одиме, да одиме? Често пати Библијата го користи, еве ќе видиме некои други ситуации. Па дури утрово, не случајно веројатно, брат Данилов во Вовените зборови читаше стих од 1 Јованово, 2 глава, 6 стих. Ајде отвориме тамо да го прочитаме овој стих. 1 Јованово, послание, 2 глава, 6 стих. Кој вели дека останува во него, значи во Христа, тој треба да оди како што одеше тој. Што значи ова одење, нели? Се сеќаваме сите на Енох. Енох еднакво одеше со Бога. Многу е битно еднакво да одиме. Ние одиме, па ќе паднеме, па ќе станеме, па одиме, па паѓеме, па стануваме, па. Енох навистина издржа 300 години, вика, еднакво одеше со Бога. Тоа е животот, живеењето со Господа. Еве ќе прочитаме некој друг стих, 8 глава Римјаните, 1 стих. И така сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Повторно одење. Ефесијаните 5:15. Иако овој стих во англискиот е повторно walk, значи стои зборот оди, овде кај нас е преведено ништо, значи не е спорно, меѓутоа токму оној збор кој што е синоним за одиме, за грчкиот израз што овде се користи. Ефесијаните 5:15 реков. И така внимавајте грижливо како живеете. Внимавајте грижливо како одите, како живеете. Не како немудри, туку како мудри. Искупувајте го времето, зашто дните се зли. Јас веќе 20 години одам, меѓутоа уште колку има време за тоа одење, никој не може да знае. Че може би Исус ќе дојде утре. Може би мене утре ќе ме нема. Значи, не сигурен овој живот кој ще го живееме. Знаеме дека Исус скоро ќе дојде. Сите знаци покажуваат. Меѓутоа ние самите не знаеме доколку Господ ни дал век. Така да треба да го искупуваме на вистина времето. Треба да живееме грижливо и мудро. Второ послание Јованово. Тука имаме уште неколку стиха. Второ Јованово послание. Втора глава, прва глава, една глава се извинувам. Погоре гледам на претходниот стих. Значи прва глава, 4 до 6 стих. Многу се радував зашто меѓу твоите деца најдов такви кои одат во вистината, како што примевме заповед од таткото. И сега те молам, Господјо, некако да ти пишувам нова заповед, туку онаа што ја имавме од почетокот, да се љубиме еден друг. А љубов е ова, да одиме според неговите заповеди. Тоа е заповедта, како што чувме од почетокот, во која треба да одиме, да одите. Да одиме, да живееме. Навистина, тој живот е едно одење. И кога одите од една кон друга точка, се оддалечувате од точката А би требало да се доближувате до онаа друга точка, Б. Тоа треба да биде нашето искуство. Ако одиме, ако сме тргнале, кој од нас пред 20, кој пред 40 години рече,
Менка, ми се чини. Пред 40 години точно, значи ти имаш годишнина оваа година. Да. Зборуваме од крштувањето, точно. Треба да одиме од тој наш стар живот, кој што верувам сме го оставиле, сме го закопале во водениот гроб, и да се доближуваме сега кон Ханан, како што израелците оделе низ пустината, ама, еве, баш хубава илустрација. Израелците низ пустината. Знаете за колку кратко време требало да ја поминат и да влезат во Ханан, ама, заради тврдоглавоста, заради неверието, заради тоа што не биле нешто многу поинакви од нас, односно и ние не сме поинакви од нив, вртиме кругови, паѓаме, стануваме. Тоа е одењето. Земете едно мало дете, сите кои биле родители, знаат подобро, едно мало дете која ќе проводи, траче, кај тебе како е ситуацијата? Внукот? Не може да го заустави, а? Значи, трча веќе. Па да, веќе, повеќе од година, колко е. Како и да е, значи, едно мало дете оди, се труди, нели, која му доаѓа, мислам и порано, нели, се труди да застане на нози, да оди и како најуспешно на почетокот го прави тоа? Со помош на, да, во ред, почнува да лази прво, со помош на својот родител, својата мајка, својот татко. Во духовното одење, во нашиот духовен живот, верувајте дека ако сакате да не паѓате, тоа е постојано да се држите за раката за вашиот небесен татко, тоа ќе биде сигурно одењето. Никако поинако. Зашто, пазите, физички ние денеска се случува да паднеме, нели? Што ти одиме веќе 45 години, 44 там, откако сум проводен. Ама ќе се сопнеш од некаде од нешто, фала на Бога, одамна не сум паднал. И да не Бог, нели? Уствари, мислам дека на снегов зимата може и се подлизнав еднаш, два пати, ама не беше тако, некакво паѓање. Тоа е веќе друга околност. Меѓутоа, се случува и денеска да паднеме, да се сопнеме. Што е тоа што не сопнува? Многу нешто може да не сопнат. Пословици 24.16. Многу ви е познат овој стих, но да го прочитаме. Пословици 24.16. Што вели? Зашто ако праведникот падне и 7 пати, ова е клучното, тој станува. Ако паднете, драги браќи и сестри, ништо страшно ако паднете. Кажа пред Васко, го цитираше прво Јованово 2.1. Да. И ако сгрешиме, имаме застапник на небото. Меѓутоа, да станеме, да не останеме таму кај што сме. Ѓаволот највеќе тоа сака. Да не бутни и да не држи. Да не обесхрабри. Да не разочара. Ете, 20 години, реков, не е ни краток, ни долг период. Меѓутоа, некој од вас по 40 години одат. Не се разочарувајте. Вие сте поблиску до Ханан, вие сте поблиску до Христовото доаѓање, не сте подалеку. Логички, нели? Се сопнуваме, паѓаме во ред, меѓутоа да станеме. Праведникот, еве која е разликата, значи што вели стихот, ако праведникот падне и 7 пати, тој станува, а нечесните пропаѓаат во несреќа. Че е разликата, праведникот ќе стане. Тука е неговиот татко, надежта треба да ни биде во него, верата во него, да се фатиме повторно за неговата рака, да станеме и да продолжиме да одиме. Реков, го спомнав Енох пред малку. Што мислите дека Енох не сгрешил? Бил грешник или не бил Енох грешник? Тој 300 години еднак водеше со Бога, да. Ама дали тоа значи дека не сгрешил никогаш? Па нема човек. Исус Христос е тој што не сгрешил никогаш, ама и единствениот, значи, Бого човек, односно и човек, сакате така земете. И затоа и ни е пример, и затоа и може да не оправда, и да се оправдаме преку него. Меѓутоа нема жив човек на планета Земја кој што некојаш не е паднал, не се сопнал во тоа негово одење.
И сега може би една од подобрите илустрации која зборуваме за одење во Матеј 14 глава, случајот со Петар, неговото одење по вода. Знаете, нашиот духовен живот, нашето духовно одење е одење по вода, во суштина. Зошто? Затоа што вие го правите оно што е невозможно. Сите луѓе ќе кажат, сведочете, сте сведочеле, а и ние самите повеќе од искуство знаеме дека можеме ли ние во своја сила да го држиме законот? Можеме ли ние никогаш да не се сопнеме и да не паднеме? Не е возможно. Че ние го правиме невозможното кога одиме. Односно Господ го прави тоа, а ние не можеме. Држејќи се за неговата рака. Матеј 14 глава, да се подсетиме на овој случај, знаеме после, откако Исус ги нахранил овие 5000 луѓе, и 22 стих понатаму вели, и веднаш ги натера Исус учениците своји да влезат во кораб и да отидат пред него на другата страна, доека да го распушти народот. И штом го распушти народот, се искочи на гората за да се моли насамо, а кога се свечери, беше сам таму. Знаете, кога сакале да направат цар од него, па почувствувал потреба да се издвои, да се моли сам пред, на Господа да го одмине искушението. А коработ веќе беше многу стадии далеко од брегот, измачувани од брановите, зашто ветрот беше спротивен. Измачуван од брановите. А во четвртата ноќ на стража дојде при нив, одејќи по морето. Доаѓа Исус, оди по морето. Кога го видоа како оди по морето, учениците се исплашија и рекоа, тоа е привидение, и извика од страв. А Исус веднаш им проговори и рече, бидете храбри, јас сум, не бојте се. Проповед само по себе, значи овој стих. Во било каква неволја да се наоѓаме, во било каква бура, немојте да се плашите, Господ е тука. Не ве заборава. Но, да одиме на Петар. А Петар му одговори и рече, Господи, ако си ти, нареди ми да дојдам при тебе по водата. Најголема сигурност е при тебе, кај тебе. И тој му вика, Исус му вели, дојди, еден обичен збор. И се случува веднаш после тоа невозможното. Петар трга и оди по вода. Тоа е одењето, драги браќи и сестри. Одењето е, Исус ке каже, ти му одговараш да, и тргаш. Исус ке каже вака прави, Исус ке каже вака не прави, и ти велиш да, и послушуваш. Тогаш одењето е сигурно. Исус му вели, дојди, и овој доаѓа. И Петар слезе од коработ и одеше по водата да дојде при Исус. И сега, зашто паѓаме? Зашто пропаѓаме, кога стану збор за вода? Што вели следниот стих? Но кога виде силниот ветер, се исплаши. И почна да тоне и извика, велејќи, Господи, спаси ме. Одиме, и секојаш сигурно одиме, се доека го слушаме Христа, гледаме на Христа, ја слушаме Божјата реч и одговараме соодветно на тоа. Но паѓаме и пропаѓаме која ќе го тргнеме погледот од него. А погледот, ѓаволот денеска на секој начин сака да не го сврти од Христа, од Божјата реч, од спасението, од вистинскиот пат. Мисламе, икс начини има да ви го сврти погледот. Ќе ја создаде некоја ситуација во семејството, во црквата, некој ќе ве оговара, ќе слушнете некој збор и готово, гнев, ова, она. И вие веќе не размислувате за спасението, не размислувате на Господа, туку се бавите со рекла казала, или пример се ја кажува. И тоа има икс начини ѓаволот како да ни го одврати погледот од Христа. И тогаш паѓаме. Значи, кога гледаме на нешто друго, било што и да е тоа, и еве гледаме на неволјата, во случајов Петар, погледал на ветрот. И тешко е наистина човек кој се наоѓа во неволја да се потпре и да се држи цврсто за Господ. Тоа е единствениот спас. А малку го свртиме погледот, готово. Тоа е. И Павле тоа може да го посведочи, и Борче, и било кој од нас. 20 години, да. 20 години. Меѓутоа, во тие 20 години, секојаш која ќе сум го свртал малку погледот од Христа, секојаш сум паѓал. Тоа е факт. И за мене, и за секој од нас.
сега, уште колку време ќе треба за Борче и за секој од нас да застане на нози и веќе да не паѓа? Еве, 20 години поминали, уште колку? Уште 20 да не треба, па да бидам како Мојсей. Иако и Мојсей, нели, на крајот изгубил трпение. Тоа е човечката природа. Секојаш тука е, значи, ја носиме со себе, ние не сме во прославени тела, тука е и секојаш сака да воскресне. Сите сме помалку, повеќе или и тврдоглави, и себишни и така натаму. Тоа е грешната природа која што ја носиме. Тоа е борбата секојдневна. Прво послание до Коринќаните 10:12. И така, кој мисли дека стои, нека внимава да не падне. Нема што да мислиме ние дека стоиме. Ние стоиме се додека сме со Христа. Се додека се држиме за Неговата рака. Ако почнеме ние да мислиме нешто за себе, дека сме нешто многу духовни, продуховени, дека нешто сме постигнале, тоа уште истиот момент ќе паднеме. Лаодикејецот го има тој проблем. За жал. Тој мисли дека е богат, збогател, ништо не му треба. Нема потреба од Господа, нема потреба ни од покаяние. И видите, кога сме кај тоа, еве, зборувавме за хула на Светиот Дух, Лаодикејецот е во голема опасност да направи хула на Светиот. Тој не чувствува потреба од покаяние, тој е горд. Гордиот човек не чувствува потреба од покаяние. И еден ден, тој греф кој да е, еден и единствен да е, ќе продолжи да си го прави, еден ден ќе стане, повеќе нема да биде греф за него и толку. Него слуша веќе Духот Свети, кој што е тука да му каже дека е греф, да го осведочи за греф и крај. Не да е Боже, значи, да дојдеме во една таква ситуација. Еден убав стих имаме во Михеј 7 глава. Михеј, че од малите пророци, 8 стих. Не радуј се на моето зло, непријателко моја. Или ние би рекле, не радуј се на нашето зло, непријателе наш. Упатено до ѓаволот. Ако паднав, ќе станам. Ако престојувам во темнина, Господ е моја светлина. Ако паднам, ќе станам. Михеј 7:8. Пак ќе повторам. Сите ние одиме, сите сме на тој пат. Меѓутоа, немојте да се разочарате, сте паднале, па и не знам по кој знае кој пат на едно нешто, да се разочарате и да оставите ѓаволот да ликува над вас, да останете таму паднати. Станете и продолжите. Со Божја помош. Еве што вели Елен Вајд во Патот кон Христа на 48 страна од овој превод, или 64 оригинална е. Има и такви кои ја запознале Христовата љубов, што простува, и кои навистина сакаат да бидат Божји деца, но се свесни за несовршенството на својот карактер, за грешноста на својот живот, па затоа се сомневаат дека Светиот Дух навистина го обновил нивното срце. На таквите би им рекла: не повлекувајте се обземени со очеј. Ние ќе мораме често да паѓаме пред нозете на Исус и да плачеме поради своите недостатоци и грешки, но не смееме да се обесхрабруваме. Дури ако непријателот не надвладел, Бог не отфрла. Бог не отфрла никогаш. Не заборава и не напушта. Не, Христос се наоѓа од десната страна на Бога и самиот се залага за нас. Секаниот Јован вели, еве го 1 Јован 2:1. Ако ова ви го пишувам да не грешите, а ако некој сгреши, имаме застапник е Отецот, праведникот Исус. 1 Јован 2:1. Немојте да ги забравите Христовите зборови во Јован 16:27, зашто самиот Отец има љубов кон вас. Бог е љубов. Тој копне да ве врати кај себе, да види како неговата чистота и светост се покажува во вас. И само ако сакате да му се почините нему, тој кој го започнал доброто дело во вас, ќе го продолжи се до денот на Исуса Христа. Молете се посрдечно, верувајте поцелосно, кога ќе се посомневате во својата сила, да се подпреме, кога ќе се посомневаме во својата сила, да се подпреме на силата на својот Спасител
и тогаш ќе го прославиме оној кој е здравие на нашето битие. Тоа е нашето одење, така треба да биде нашето одење. Никогаш откако ќе паднете, да не останете паднати. Јуда, послание Јудино, прва глава, односно пак е една глава. Се мешам и со ова Јудино послание во некој Библија пред Евреите, тамо пред Откровение, каде беше, но овде е после Трето Јованово. Послание, Јудино послание, значи познатите стихови на крајот, самото послание, 24 и 25. А на оној кој може да ве запази од сопнување, упатено до Христа Исуса, до Господа, како сакате. Господ е оној кој што може да не запази од сопнување. Ние не можеме самите. Да, исто убаво. А на оној кој може да ве запази од сопнување и да ве постави непорочни во радосно воскликнување пред својата слава, на единствениот Бог, нашиот Спасител, преку Исуса Христа, нашиот Господ, слава, величие, сила и власт пред секое време и сега и во сите векови. Или еве Евреите 12 глава, и тука некаде сме при крај. Или Павле ни кажува дека сме на една трка. Трка со времето, ако се сеќавате на една од темите за оние кои што бевте во Куманово, Ливију. Зборуваше баш за таа борба со времето. Трка со времето. Павле вели, ние сме на таа трка и самиот вели, не велам дека го достигнав совршенството. Меѓутоа, што вели? Ова е многу битно. Заборавам се. Заборавете ги сите падови во вашите 20 години, не знам колку. Гледајте напред, гледајте на Христа и вели, трчам кон спасението. Не велам дека го достигнав. Не може никој од нас да каже дека го достигнав. Поготово праведник, кога го прашање. 12 глава Евреите, во сличен јазик. Затоа и ние, имајќи околу себе, први стих и втори, затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно, не сплеткува за да паднеме на тоа одење. И да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас, како? Гледајки во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Гледајте на Христа и напред, само напред. Ке паднете, меѓутоа станете. И, како што кажав, целта Божја, негова желба, верувам дека и наша желба е да дојдеме во еден момент кога нема повеќе да паѓаме, бидеме запечатени од Духот Свети, нормално ако него жалостиме и него отфрламе, како што видовме во поуката. Тогаш Господ ќе не запечати и можеме само да очекуваме, ќе поминеме низ тие страшни неволи, меѓутоа ќе го очекуваме и текако денот кога ќе дојде нашиот Спасител да не избави. Значи, немојте да се разочарувате, немојте да паѓате. Дали 20, дали 5, дали 10, дали 40 години сте тргнале на тој пат, продолжите на тој пат. Затоа што тој е единствениот пат кон спасение. Нека Господ ни помогне на сите. Амин.